Зошто секогаш луѓето имаат толку луѓето против гледаат, луѓе што се разведени? Само ако не си луѓето се среќен, многу е нормално да се склони разведеш. да судат нешто. Да. Да тоа е живеат во туѓи некоја живот и му е психолошка многу полесно. одлика на општо, дали на сите луѓе или на некои луѓе, некои повеќе, некои помалку, сите сакаат нешто да судат, наоѓаат некоја вина, а врска нема што се случува. Така е во се. И за приватен нечи живот, и за спорт, и за политика, и за се. Се наоѓаат они, мора некој суд да дадат. Ако постои воопшто некој развод да се нарече добар, тоа би бил мојот развод. Ама не, во смисла ти го кажуваш добар као или немаше натегање расправи. Па да, едноставно многу човечки, многу... Добар као да не си повеќе со таа личност затоа што може не е вистинската Да, тоа е добро во друга смисла. Тоа е во друга затоа кажувам може да биде добар. Не добар, туку лесен, сакам да кажам. Ако се умажам, идам кај Благоја на типс. Кажи како треба да се разведам. Ти ужа не сум се зимал, одма планирам да разведам. Чекај, ти прво Сорет те молам. Кога жената ќе се разведе, јас имам впечаток дека многу е потешко затоа што е разведена. Како одма добива она, нешко епитет, ја следи тоа разведена или распуштеница. Многу лоши зборови имаме ние за тоа, за женски род, за разведени жени. Јас кога ќе слушнам распуштеница, од посебно баби го употребуваат и постари луѓе, туку ми звучи лошото избор. Така некои луѓе патриархални екстра, мислам, ултра патриархални така гледаат на нештата. И така некако се кажува како со осуда, као она да не смела да се разведе. Да не сме, као не е дозволено. Најпријателски, јас сум се разделила со бивши дечковци, најдругарски. Ама не е добар крај во секој случај. Знаеш кога се појавувал проблемот? Кога он пред мене ќе продолжи напред. Куќа без жена не бидува. Мажот се разубава кој врска затоа што има кој да го пегла. И да го пере. Да. Јас знам дека ради себе и ради она што јас веќе го имам тоа фамилија, сакам дете, сакам ова турнеја. Не одам, сакам ова година да бидам дома со фамилијата. Знам дека тоа ќе го направам не дека некој ме присилил, него затоа што веќе го осеќам тоа во мене дека фамилијата треба да ти биде приоритет и знам дека мојата работа ќе ставам во втор план. А до сега не бев спремна на тој чекор. Има луѓе што веруваат во втори шанси, имам пријатели околу мене што си дале втора шанса. Сметам дека треба. Излегло преубава врска. Ако имало основа, ако имало нешто непредвидено да ги раздели. И нешто ситно што се скарале, така? Да, може така да биде. Меѓутоа, генерално, ако нешто пукнало многу силно, тешко да се лепи. Јас, ако син ми, например, најде некоја разведена со две деца, сигурно нема да бидам одушевен, ама... А зошто да не бидеш одушевен? А зошто да бидам? Па ево гледаш сега се враќаме на тоа. Не се доискажав. Меѓутоа, нема збор да кажам, ќе си оставам... Меѓутоа не би сакал. Не, сега хипотетички, ако ме праша некој, дали би сакал, зошто би сакал? Меѓутоа, ако се случи... Не е лесно. Не е лесно. Ќе се соочам. Па самите вие запрашате се. Дали би сакале вашето дете да ти донесе некој разведен со дете или две? Не дека е тоа лошо, ама едноставно у старт не сакаш компликација. Сето тоа е компликација на некој начин. Јас кажав за себе, например. Јас би ги прифатил тие нешта, ако веќе се случат. Значи, тоа не е ништо страшно. Меѓутоа сега ако збориме, зошто би посакувал син ми да најде некоја разведена? Хело, Ивана. Се сменивме со улогите. Хело. Ело, беби. Ело, беби. Здраво на вас, здраво и на сите што не следат. Ете, така, супер. Фала ти што дојде. На моја драго задоволство ја прифати нашата покана, затоа што знаевме дека Бажик има што да каже на нашата денешна тема. Не сум прв пат, ќе рече прв пат. Втор пат ми е
На подкаст. вак подкаст. Сега ова е модерно, ново е. Ама гледаш, ние не куче во вакво студио вметнавме. не сум бил. Нели? До сега, да. Дека е наше најдобро. Подкаст студио е најдобра. Професионално средено, Ете само може така. не сум нешто многу витка и слаба на камерите, ама не е до нив. Затоа сменавме до аголот. До аголот како да И фаќа. затоа земав сега куче За да те крие. За да ме крие. Излива моабете дека сум дебела и да си во Да. тек нели со такво и ај викам да не сум дебела, ќе земеме куче да го крие кадарот. Вака сега јас не најавувам тема која имаме денес, еве ти. Да. Тема за денеска отвараме затоа што нели мобетивме надвор дека имам впечаток стереотипи за разведени жени е многу повеќе, потешко отколку за мажи и ќе ја чипнеме таа тема. Посебно мене ми е да дознам за втори шанси кои ти е стават во животот, затоа што ја верувам како човек дека втора шанса се дава за љубов со друг човек, ама со исти не. Тоа е мојот став. Па ајде сега пред да кажеш ти, не ни си гостен, значи тука сме на кафе Да. муабет, си правиме муабет. Станува збор за оваа тема, конкретно. Широка е малку сега. Така ја најави ти втора шанса, па... Па, за да имаме што да збориме цел саат сме тука. Да. Значи, многу е шаренолико, флексибилно, индивидуално е. Зависи од секој човек посебно. Има два аспекта, има личен аспект, има од аспект на околината. Значи, Што ти беше не е најтешко баш- на тебе во тој Не е баш едноставно. За мене лично да зборам. Па беше мора да не може да е едноставно тоа. Макар и да е најдобар случај, јас мислам дека имав одличен случај. Многу опуштена ситуација, пријателска Да. разделба. Сепак не е се едно. Не, тоа верувам. Ние гледавме тоа да го правиме најбезболно, најдругарски, најчовечки, меѓутоа сепак е мал овака, како да кажем. Како ќе биде прифатено од Па, околината? вознемирување. Околината е како и секогаш непријателски настроена и Тоа се чудам, зашто секогаш луѓето Да, имаат луѓето толку против гледаат, луѓе што се разведени. Мислам, ако не си луѓето се среќен, многу е нормално склони, да се склони разведеш. да судат нешто. Да. А, Да тоа е живеат во туѓи некоја живот и е многу психолошка полесно. одлика на општо, дали на сите луѓе или на некои луѓе, некои повеќе, некои помалку, сите сакаат нешто да судат, наоѓаат некоја вина, а врска нема што се случува. Точно. Така е во се. Точно. И за приватен нечи живот, и за спорт, и за политика, и за се. Се наоѓаат они, мора некој суд да дадат. Тоа е тоа. Мислам, Дали мислиш дека имаше простор за втора шанса? Еве да кажеме после развод. што е тоа втора шанса? Втора шанса да се спаси бракот или Па, кај тебе конкретно не, бракот, кај мене секогаш. врска или Да, или да, како да. и да е. Дали Секогаш мислиш дека треба да се даде? Има можности за втора шанса, секако, меѓутоа дали постои волја, мислам. Еле, јас сум многу стереотипна за... Ние, на пример, ако воопшто постои добар развод, ниеден развод не е добар, да се разбереме. Не би ни требало да биде Не би добар. требало, ама некои разводи се добри, ако не се ако среќни некој- Лечите, не го лечите. Да. Ако постои воопшто некој развод да се нарече добар, тоа би бил мојот развод. Ама не, во смисла ти го кажуваш добар као или немаше натегање, расправи Па да, од една друга едноставно, страна. А ја го многу кажувам во човечки, смисла на многу- добар као да не си повеќе со таа личност затоа што може не е вистинската Да, тоа е за добро тебе, во не друга те прави смисла. Да, да, среќен. да, да, Тоа е во Затоа друга кажувам може да биде добар. Да. Не добар, туку лесен, сакам да кажам. Лесен. Да, добар има друга смисла. Ако постои лесен развод, тоа би бил мојот развод. Барем јас така го гледав. Значи, ако се гледам- умажам, идам кај Благоја на типс. Кажи како треба да се разведам. Че ужа не сум се зимал, одма планирам да се Чекај, ти прво Инаку, Соред те молам. Да не се. Значи, има секакви разводи. Например, нашиот развод беше врз база на консензус. Да се договараме. Меѓусебна Слушај, согласност. Не оди. Да. Фала пријатно. Меѓусебна согласност
Иако дури не можам да кажам дури дека не е одело нешто. Некои луѓе се чудеа што ви е на вас. Абе, види. Ете така. Но има некои ситуации кај што е стварно непријатна ситуација, скарани луѓе, Ја знам многу така. има тешки спорови, тоа Знам многу. јас не му многу ме посакувам на никого, интересираше меѓутоа се случува во животот. Ме Точно. интересираше Терање многу што инает споминавме, нешто. дека, например, кога жената ќе се разведе, јас имам впечаток дека многу е потешко затоа што е разведена. Како одма добива она, нешко... Епитет. Епитет, ја следи тоа, разведена или распуштеница. Многу лоши зборови имаме ние Да, за да. тоа. За женски род, за разведени жени. во секој Јас кога ќе случај. слушнам распуштеница, од посебно баби го употребуваат и постари луѓе, туку Па ми добро, звучи тоа лошото избор. така некои луѓе патриархални екстра, мислам, ултра патриархални така гледаат на нештата. И така некако се кажува како со осуда, као она не да може не да се смеела суди. да се разведе. Да не сме, као не е дозволено. И сега ти надвор ми рече кога почнувавме темата дека исто и за маше тешко кога ќе Исто се разведе. подеднакво тешко и лично за секој поединец, меѓутоа е тешко и од аспект на околината. Затоа Значи, што и околината мажите ги осудуваат. Па околината Нормално. е сурова, не е Ја толерирана. мислам Нормално. дека ниве ми е многу Јас лесно. не сам кај него, можда тој е појак карактер и било како. Јас сум имала, имам, еве конкретно еден пријател кој е исто разведен со мало детенце. Вика, ај прилично млад. Вика, јас мислам дека ќе треба да купам жена. Од што толку многу сум осудуван дека сум разведен и дека не можам да најдам сега некоја без разлика слободно. Сега, се ставам на таа позиција да јас сега запознам некој кој е разведен и кој има дете. Воопшто не би ми било проблем. Сигурно позади тој развод има некоја приказна која што не одело, не било успешно. Значи, во животот е најбитно да бидеш среќен. Ако во тој брак не постоело среќа, не постоело комуникација, негативна енергија или било како. Јас разбирам дека бракот е од Бога. Ако Бог ги спои, само Бог може да ги раздели. Меѓутоа, ако е толку многу страшно да тој брак не функционира, подобро е да се прекини. Значи, Точно. дозволено е, бараш благослов од попот, како и да е, за тој брак да се раствори, Разводи нели? постоеле од памтивек. Ете така постоеле. Може би Зошто? сега ги има многу, Зошто повеќе. да не дадам шанса на некој кој што имал нешто страшно во позадина? Не знам, знаеш, извини, Благоја, што ќе те прекинам. Знаеш, ова веќе кога го спомнам зашто да не дам шанса. Ќе се отворам ја на оваа тема, пак ќе бидам осудувана. Пака да објаснам. Немам проблем јас со фактот некој да е разведен. Меѓутоа сваќам дека е многу потешко доколку има деца, бидејќи јас морам тие деца да бидам свесна дека тие деца се веќе и мои деца автоматски кога ние стапуваме во брак. Значи со пола човек. работа ти е завршена, не знам зашо би ти било проблем. Па фактички тоа е најголемиот проблем. Ама треба човек да биде спремен на тоа. Значи како жена јас треба да се чувствувам спремна да бидам мајка, не, мислам помајка или како е правилото. Маштеа. Маштеа Маќеа. да бидам на тие деца. Ама треба да сум спремна на тоа. Тоа не е едноставна одлука која сега и важи може Не е баш види, едноставно. и после ќе се предомислам. Јас имав таков добар пример од мајка ми. Мајка ми беше 13 години постара од брат ми. Брат ми ја сакаше како сестра. Мајка ми криеше пари од татко ми за да дај на брат ми. Значи таква конекција, луѓе, вие немате поима, значи како функционираат тие двајца. Така да мислам дека се е до човекот. Онака како мајндсет. Значи како ќе се наместиш. Јас за тоа реков, не е дека е дали лошо, ќе се дали си спремен. поставиш? Да. Сега ти мајка на тоа дете никогаш нема да бидеш. Тоа да. Меѓутоа, заштита, поддршка, се на другото можеш да бидеш. Ама треба да си спремен. Треба да си спремен. А тој е зошто сериозен зошто чек. не би бил спремен кога тоа дете не е ништо криво? Апсолутно. Не, станува збор за зрелост на Точно и на Да, особата, тоа сакам да речем, извини. Да. Може не сум доволно зрела за таков Да, чек. можеби во младоста луѓето не се доволно зрели за да се соочат и да се помират со некои факти кои се неизбежни и реални, ама после со време па и со животот се менуваат нештата. И... Што почувствува дека ти беше најмногу притисок на тебе за да продолжиш напред на нова љубов? Дали муабети од луѓето, дали ти сам на себе си правиш, дали не се обзирам многу на новиот човек ќе ги прифати муабети, децата и затоа што така муабети натаму? стално имало и ќе има и има. Меѓутоа секој човек треба внатре во себе да си најде мотив да оди натаму во животот. Се случуваат успони има, падови има. Не е ништо розово во животот или
само црно, ниту само бело. Има многу нијанси животот. Така што јас сум генерално се сметам за оптимист и си. имам и си имам искуство години веќе. Ја газам 7-та веќе. Така што можам да кажам дека ми е полесно на некој начин да се соочам со одредени предизвици во животот и проблеми, меѓу другото. Ја не знам, за жени знам дека имам слушнато као што е полошо да не е мажена или да е разведена не мажена. Буквално толку стереотипи ги се лидат жените на оваа тема, што буквално јас знам и да се шегувам као па нису мажен, успешно избегнав прв развод. Секој треба да си се најде во својата улога, да си се вклопи во едноставно да се пронајде себе си во своето тело, своето обкружување, да види кој е, каде е, со кого е. Што рече едноставно треба реално да се гледа на нештата. И јас сум имала коментари од тип, добро е барем не си била мажен и не имаш дете. Па тоа го зборам. Јас сум имал многу непријатни ситуации, некогаш луѓето отворено ме прашувале, например, и денеска. Јас веќе имам нова фамилија. Точно. Си оди нормално животот, дури сега ме прашуваат, зошто ја остави ти таа жена? Боже Господе, колку се ни треба на некој отче да дам за мојот живот. После 17 години. Или имав и непријатна случка еднаш. Еден повозрасен пијан човек ми се обрати како уништувач на фамилии. Као ти си ја уништи фамилијата со тоа што се разведе. Уништувач на фамилија нешто. Како се справуваш со такви луѓе? Која ти е реакцијата во такви моменти? За среќа имаше некој кој застана меѓу мене. Значи тепам на Епа, такви некултури тепам. Среќа имаше тука обезбедување и застана и на куќе беше. Ја начина, и ти сам спомна за тоа, сега има повеќе разводи. Ја го имам приметено истото, ама мислам дека не е дека сега има повеќе па не се сакаат или не се наоѓаат правите. Мислам дека сега се луѓето послободни и разбираат дека нема ништо лошо во тоа, ако ти едноставно почувствуваш дека љубовта повеќе не постои, дека не сте среќни заедно, дека мислам дека послободни се. Порано не смееле. Порано било нема, ќе го сакаш. Да, до крајот на животот. До крајот на животот и да не го сакаш ќе бидеш со него, не смееш да го оставиш. Види, значи јас не сум за развод. Далеко од тоа. Се додека може да се дава шанса, сега да не е некој токсичен брак, да не е нешто па децата да страдаат, јас тоа викам. Ако има некој, не дај Боже, таков брак каде што има насилство, каде што има такви работи, јас сметам дека децата кои се во тој брак се многу повредени и како растат земаат пример од тој брак, како треба мажот, таткото или жената без разлика да се однесуваат и понатаму и тие така го продолжуваат животот. Значи главен проблем од тие разводи се децата, мислам, најголеми. Да. Првите жртви се децата. Да. Инаку кога не би имало деца, во тој развод не би бил ништо чудно. Ниту страшно. Не иде, чао. Меѓутоа, проблемот настанува доколку има недоразбирање околу децата. Тогаш настанува проблемот. Ако нема недоразбирање, и тогаш не е баш лесно. Ама ако има околу децата натегање и наетење, тоа е најголемо. Тоа врска да прекинеш е тешко. Леле ми го има зборот. Тоа врска да раскинеш колку ти е тешко, а не па брак. А вака веќе фамилиарно си навлегол, тука веќе има корени и си ти работи. Во секој случај е голем зафат и колку и да не сакаш да го признаеш, тоа сепак е стрес. Ако би требало себе, некој сигурно го гледа подкастот што поминува моментално низ такво нешто. Што совет би дал ти од лична перспектива за како да го преброди период, без разлика дали е тоа маж или жена? Факт е дека никој на никога не може да даде совет, реален совет. Секој човек е приказна за себе. Да. Тешко е да даваш совети на некој каде што не ги знаеш сите факти. Многу е тешко.
Може да му даеш морална поддршка, генерална поддршка на некој да преброди тој стрес, затоа што не сепак е разводот еден од најголемите стресови. И да е најдобро, се пак е стрес. Имам уште едно некоја прашање. промена, радикална промена во животот. Колку време мислиш дека треба после развод, после прекинување на врска за да се продолжи животот? Дали треба да се даде некој период онака издишка сам за себе? Па се Мислам, ова го индивидуално. поставувам прашањето затоа што јас секогаш сум влегувала од врска во врска. Значи не си давав простор онака да се проучам самата себе, да видам кој сум, што сум, секогаш сум имала некој покрај себе. И овој период имав, мислам дека најдолг период кога бев сама и мислам дека конечно во животот се пронајдов. Ни ли убава? Сега мислам дека како сега што ми е убаво никогаш не ми Многу е било убаво, убаво. да. Мислев дека ако бидам сама и дека ако седам за 4 зида, ако немам никој дома, дека јас мене ќе ме фаќа паника, јас не можам само да спијам, не знам такви. И јас луѓе си го најдов мирот. Значи сега стварно не е смешно, најсериозно. Јас ја разбирам дека ја поминав низ тоа. Најсериозно. Ама тука е знаеш опасното. А точно, ова е многу страшно, што ова веќе преминува зашо ми треба некој во животот. Та Види си колку жива ми е и убаво. здрава. Значи кога ќе влизаш ти таа фаза кажеш колку сум среќна, леле колку ми е Да, мирен живот. си, Да, некој може да живее сам. Па слушај, ја да си правам проблеми, никој да ми хрчи навечер или не знам, таму да ме нервози, да ми е препа. Видиш што ми е убаво. Тоа е многу опасна. Да, опасна. Комфорт зона. Комфорт зона. Јас, Точно. например, за мене е комфорт зона да живеам со некого. Ја не би можел да живеам сам, тоа не ми е комфорт зона. А си Или пробал, можеби- имало период подолго време? никогаш во животот Без разлика и во младоста и си. Никогаш не сум бил сам во животот, сум А живеел значи ти како Андријана, кога беше млад од врска во врска? Не, сум бил со мајка ми и со татко ми. На тоа. Па така е цела Македонија, бе. Да. 90% од мужите се со мајката и таткото. Да, и... А никош сам... Никој не е сам, што да за сум ни живеел, вида. кажеш. Проблем. Да, збориме за живење сам. Јас мислам, велам сам на живење, Не, да те живее сваѓам, те човек сваѓам. сам. Ау, ја па Значи, за дека- жена, ајде некако може и да се снајде у животот, ама јас мислам дека... Да, дека и Маша А, е потешко мене ме да се живее. слуша Сам маш, ситуација. тешко. А Да. после долго време... Барем јас, за мене си зборам. Јас живеам сама од Зависи. 15 некаде. Сам, може да живеам 2-3 дена. Живеам само од дамна, значи или кога не студираш во друг град, од друг град си кога доаѓаш во Скопје сам си. Ја дури не сакав ни цимерки да имам, значи секогаш сакав сама да бидам. И едно време и долго време сингл, фаќам дечко, као да ме ќе живееме, луѓе мене се исплашив, заборев дека они устанат. Значи ја почнав да врескам, секам до толку сум ја навикната да бидам сама во овој стан, да нема човек. Што ја почнав да врескам и ми Значи, се е требаше навик. момент, ми требаше момент да се свестам дека има некој, дека не живеам веќе сама. Меѓутоа, и од мое лично искуство, мене па ми било поубаво сама. Не зборам сега за партнери, за такви работи. За сама, за да немаш цимерка, да немаш родители околу тебе. Знаеш, мирот никако. Јас Отидов мислам... во друга тема, меѓутоа ама- кај женско е подруго, кај машко е точно подруго. Има и машки кои оделе, кои живееле сами некаде, дали као студенти или на работа биле по други Да, по земји, патување, по... во странство или по бродови печал, кај што што се работеле вика. сами, на нив они може би се навикнале на тоа. А јас секој сум бил со семејство. Или со моите сум бил, или со фамилија моја, така што не сум се навикнал да живеам сам. И еве на турнеи кога сум одел, по месец Никогаш не дена- си бил сам. Секогаш имаш друштво. Секогаш има друштво. Колегите. Колешка некоја, дајте мола ми спеглај, те мола, кажи ти мене. Ја ди Има земи ова. друштво, тоа е секако, меѓутоа... Чекај, не сепак- научи сам да се пеглаш, тоа значи дека не сепак знаеш сам да се фали пеглаш. фамилија. Тоа да. Не, апсолутно се согласувам и јас тоа дека човек не Фали е створен фамилија. за да Не е проблемот пеглање, има сега однеси ги на хемиско кошулите. Ама не научи да се пеглаш сам, тоа ми беше Не сум прашање. научил. гледаш, нема научил. Сум пробал до душа, ама некако Па да ти кажем право за тоа Бавно. пеглање, јас последно купувам само нешто што не е за пеглање. бавно оди. Толку не сакам Од сега- да пеглам. Како ќе знаеш дали некој живее со неговите, прво прашање беше, знаеш ли да пеглаш? Не, јас и сега носам кошули некогаш на пеглање, ако соберат многу, ќе ги соберам
комплети ги носам на хемиско. Шо убава, ни ке се мачиш овдека да пеглаш. Па, што има да се Гостинот ни раздвижа нешто по студио, ама за душа заборив, не сум сама у стан, живеам со куќа. Леле, немој за темо. Живеам со куќа. Јас И на имав и некој мачка. начин, Јас имав на и некој мачка, начин и меѓутоа оно е... сега ја дислоцирав. Пак се гледаме со мачката. За мачката. Персиска Ама не, и ова е мачка. друштво, значи, и ова е друштво. Како не, сум живеала. Меѓутоа јас и- сум алергичен на мачки. А немаш гајле, ова е антиалергиско куќа. Ова немаш гајле. Ова не е нема мачка, гајле. куќе. Мачки. А исто, нели и на Не, мачки не, на не. куќи? Не, друго е Ја, На влако. кучиње не сум, само на мачки. Па тоа ме погоди. Добре, што остави мачката дома. Се чигам. Добро, кажи ми ти, после првиот развод, колку време ти требаше да си дојдеш на себе? Па, така се погоди да јас веднаш заминам во Америка на турнеја. Так. Која е долга турнеја, рече се 2 месеца, така што и заборавив и на развод и на сите други Си имал ситуации среќа, овде. значи. И кога се вратив, бев табула раза. Меѓутоа, кога ќе дојдеш во празен стан, не е баш... Се те навраќа на И нешто, тако пак, се те тука е таа потсеќа разлика. на Ја пак ќе нешто. си дојам дома од кај мајка ми кој кидам на гости, од Не, таа гужва доаѓаш галама во и влегувам празен дома и стан- правам во кој Си живее живеел так. семејство. Тоа е тоа многу да, тоа е. страшно. е Влегуваш во детската соба, нема никој. Да. Тоа е болка. Тоа е тешка ситуација. Но со тек на време, ете така се животот оди, нели, натаму што и да се случи. Так. И човек мора да се адаптира. Па се наоѓа нов живот, нова личност, се наоѓа нов партнер. И тоа е темата, Животот, нов значи љубов сопатник. постои секогаш. И тоа и сега јас имам фамилија. Јас Љубов сметам постои. дека измеѓу врска и врска, мислам како што имам читано некои статии, дека во рок од 6 месеци не Те можеш... слушам мача, ама морам слика да ти направам. Многу сте сладки. 6 месеци е периодот кој што треба да помини за да болката, затоа што кажавме дека дали без разлика дали е развод, дали е прекинување на врска, Вознемирување, како се вика. така, дека треба 6 месеци да поминат за да човек даде шанса се на... адаптира на новиот, Така, да се на новиот адаптира начин на живот и да даде шанса. и да почне уште понов живот. Так. Ја имам слушнато дека половина од времето со кој си бил со некоја личност е потребно за да пребродиш. Меѓутоа сега Не, само тоа кога е сум била многу. јас со некој 10 години у брак, па сега 5 Не ме години да зезај, пребродуваме не, премногу. Не, Не, а и друго нешто, мислам дека е стереотип, тоа зависи од луѓе, некој никогаш нема да се закрепи. а и друго нешто. Кога жена заминува, прво заминува психички па физички. А кога маж заминува прво физички па психички. Значи, жената Физика и психологија. Да, жената пред да замини, пред да напушти брак или врска, таа се спрема. Значи никогаш таа не заминува денес за утре одам толку. Значи заминува кога е веќе спремна, кога е решена да го напушти семејството, да напушти врската. А мажот од кога ќе замини, сваќа што направил и подоцна пати. Ете тоа е разликата кај мажите и кај жените. Да, и со ова се апсолутно од збор до збор служувам со тебе. Има ситуации, на пример, кај што некого остава, тие се малку потешки случаи. Ако постои обострана согласност, тогаш е помал проблемот. Точно, тоа да, меѓутоа тоа е најидеалното сценарио, многу ретко се случи. Меѓутоа ете, нема добар крај. Да. Ама Нема дури во добар крај. такви, Јас да, реков. дури најпријателски, јас сум се разделила со бивши дечковци, најдругарски. Ама не е најпријателски. добар крај во И знаеш секој кога се случај. појавувал проблемот? Кога он пред мене ќе продолжи напред. Многу интересно. Значи јас сум Да. сосема окей, или во ред сум заедничка одлука е да ни бидеме заедно, ама не не ми се верува дека само до мене. Или обратно. Ама не може да не те здоболи барем малце, кога гледаш дека другата страна веќе продолжила напред, Да. нашла друга љубов. Да. Знаеш, а ти си се уште можеби ете не знам, не дека ти Во пат на состојба. не дека те боли ништо, ама се уште не си нашла ништо. И ме здоболе. Како не? И Како тука не, како веќе не? се почувствував дека не сум толку пријателски веќе настроена кон целата работа. Така да, мило ми е барем што знам дека не сум само јас. Не, Не, па тоа е
илјадници случаи Мислам дека такви. кај секој е тоа така. Од има луѓе ти берат, ама јас се радувам за него да е среќен или А за како да него. не? Немој да Не, ме не. трескаш, Оди, бе. глупости, оди таму. Има разни Иште се мотиви. радувам. Оди се Како ще радувам. да тој да биде среќен, а јас уште да патам, не Какво така. радување? Се радувам. Не, ја мислам дека секогаш колку и да е пријателски разделбата у брак или у врска, постои надпревар помеѓу двајцата партнери. Кој прв Ќе продолжи, ќе мислиш продолжи напред, понатаму? кој прв ќе биде подобар после раскинувањето посеред. Значи, секогаш мислам дека постои некој надпревар. Жената да ослаби, да се стегне, види сега како изгледам. Обично, види ама каква да, сум. и обично жена после развод или после долга Се врска разубавува. се разубавува. Тоа е некое непишано правило, па неверојатно, еј. Па тоа е природно кај човек. Како бре природно? Па сака да А да зошто почне нов мажот живот. не? Мажот се разубава кој врска затоа што има кој да го пегла. А, И да го пере. така Да го ли? пере, па ќе му кажеш слушај, не ми се допаѓа фризурата, слушај брадата, слушај комбинација. Затоа мажите се разубавуваат у врска. Како и да е, има разни, нели, секој си е своја приказка, меѓутоа јас мислам дека куќа без жена не бидува. Ние сме Сам маж од куќа. Има се педантни некои што вредни така мажи, Јас знам и мажи кои што ја има, одржуваат можеби некои куќата што се како жени. навикнале, сака. Сериозно, јас познавам и такви мажи кои што мислам дека жена им смета да им Види, сите им се го ремети мирот. Има другар што толку чисти, што буквално после жената за чистење чисти поминува уште еднаш, затоа што не му изчистила кој што треба. Јас имам таков пример луѓе. Види, сите сме Во- биле во војска, нели? И сме поминале тоа и чистење и сам да се грижиш за себе и да наместиш кревет под конец. Ама Тоа тоа и тоа ден го денес- правиш затоа што можеш да го правиш. Тој ден денес јас го правам, а не морам да го правам. А, па добро. Навика. Меѓутоа, сепак, ако нема домаќинка во куќата, не бидува. Кажавме. Тоа е моје што- мислење. Па онда зашто толку многу мажи Жена. неќа да се женат? Маж без жена не го бива. А благо ја, зашто толку мажи ондак не сакаат да се женат? Ја тоа го имам Па, примитено. од икс причини. Јас, например, исто касно се оженив, на 35 години. Првиот пат. Станав ке си. Релативно. Мило ми беше жал. Ама не дека не сум сакал, туку не Како сум имал касно? Како е можност. касно бре Не е 35. тоа касно. Па, Тоа е у тоа време таман. така беше. Тоа е таман. Така беше. Ама во не, тоа управо е, од тоа време на 22, 23 се Не, зима, па на да? 26-7 се женеа луѓето, 27-8 да речеме. До 30, од 35 малку беше, се сметаше за покасно. Во тоа време. Ја мислам Во дека е минатиот рано. век. Седи сјано, рано. Да поседама. Сега е друго време. И не дека не сум сакал, едноставно не сум имал можност. Животот бил турбулентен. А дали ти беше Јас тоа бев многу брак? активен, работев, новинар бев, одев на свирки, на свирење, на пеење, Тоа е најголем проблем. патување, немаш да се скрасиш на едно место и нормално. А сега тоа обвинуваме кариерите? Не, види. Па нека не Кога? знам. Ја не Животот- патувам, а не сум мажен. Јас знам по Животот не ти себе. дозволува да се прибереш. Јас знам по себе. Јас некако се ми беше чекај уште оваа турнеја. Чекај уште ај уште ова. сега, ај уште Чекај ова. сега да поминат свадбите, чекај сега да помини уште ова зима на турнеја сум ваму. И се некако на кариерата, на уврските им даваш приоритет него на животот. И онака кога ќе се освестиш веќе имаш 40 години, а животот поминал. Мислам не животот поминал, него делумно Почнува. поголемиот дел од животот поминал, оној дел кој што ти си требало да ствараш, нели, брак, семејство, фамилија, јас не велам дека е касно. Значи, работите се Никогаш случуваат не со е касно. причина. Да, Точно. работите се Никогаш случуваат не со е касно. причина и очекувам дека мене допрва, нели? Допрва ќе ти играме на свадба. Да, допрва. А, Па не, се гледа Среќата. тоа и пишува таму. Пишува на раката. Пишува. Ја верувам дека со вистинската личност која ќе ти влезе во животот, буквално нема да ти смета ни дали патуваш, ни кариерата, него ќе те надополни и ќе бидете Не е така. Ако он мене тргне од кариерата и од животот што го имам Можда, сега, да не не, можам добро. ондак Можда он нема да те тргне, ама еве сега за тебе не зборам, ти цел живот го работиш ова. Еве конкретно за мене, јас знам дека ако сега би се посветила на семејство, на фамилија, мада мислам дека ми е време и да го направам тој чекор. Меѓутоа, мислам дека веќе кариерата ја ставам во втор план. Ме разбираш, не дека Или мене треба да имаш голема поддршка. Да, не дека некој мене ќе ме Фатно. сопри. Јас сум кажала, еднаш во животот сум дозволила некој да ми каже не сакам да го работиш ова и сум го послушала, сум се покајала милион пати и кажав никад во живот веќе нема да одам по
по паметот на некој затоа што ова што го работам го сакам, го работам со љубов, го работам затоа што ми е дарба, нели? Секој го работи она што Бог Некој му го не може дарил. да те Како бира без тоа. ти ситуации не си имам случајно. Исто ми се случи, имав партнер што побара од мене, не работам стендап Да, и комеди. јас прекинав. Ја не прекинав, Не, стендап не, комедија, јас- стендап комечар да не бидам, затоа што имал проблем со шегите на Бинак, сите мислеле дека се за него и бла бла бла. Ако ја го послушав, среќа што ни го послушав, немаше да видам ни Америка, немаше Ете ни така, интернационална ете кариера така. да направам. Немаше ништо, а што е најлошото од се, знам дека и кому реков тогаш, ти ми ги плаќаш, викам, сметките на мене па да ми се мешаш шо работам, како работам. Нема врска. Ама и да ми ги плаќа сметките, пак нема право да се меша на крајот од Види, денот. можда кај мене било, јас сум била многу млада, негде 20 години имав и тогаш не ни размислуваш така на заљубен, знаеш, детска љубов, мада детска љубов, тогаш била љубов некоја. И ти кажувам, се покајав милион пати, некој да ти го одземи она што ти е дадено од Бога. Значи тоа не е во ред. Сега, ако јас веќе решам, јас знам дека ради себе и ради она што јас веќе го имам, тоа фамилија, сакам дете, сакам ова турнеја, не одам, сакам ова година да бидам дома со фамилијата. Знам дека тоа ќе го направам, не дека некој ме присилил, него затоа што веќе го осеќам тоа во мене дека фамилијата треба да ти биде приоритет и знам дека мојата работа ќе ја ставам во втор план. А досега не бев спремна на тој чекор. Тоа е тоа, значи секој човек треба да биде спремен на чекор, затоа кажувам мене да прва. Ова е здраво размислување и нормално треба да го правиш тоа што се чувствуваш. Нашава работа е деликатна малку, Точно, затоа што точно. нема ред и редослед ниту правила. Се е наопаку. Ама барем шетате. Да, има многу патувања кои ти Имам поеметуваат. патување, барем не мора Види, тука да седиш. А некогаш тие патувања не се толку напорни, ти не си свесна колку е тоа. Се е напорно. Јес да сме го виделе цел свет. Фала му на Господ сум прошетела на места кои што никогаш не сум мислела дека ќе одам. Нели и кај додиш. Меѓутоа не е се така розево како што мислат луѓето дека е. Као шеташ, Не, убаво е да се појде, меѓутоа во тој период исто толку многу недостасува фамилијата. А сега тогаш ќе се има вратам. караници, пример со сопругата у тоа време да се караш затоа што си на турнија или ти со дечко не да може се да се караш караш. како се караш. Не, кога има од како тоа не. живееме ние. Види, Јас не има сум таков проблем. Гледаш, кажеш Ама- како машкото му е поласно, не Баже, се мрчи. има и колеги кои што имаат љубоморни партнери, жени, како и да е. Кога јас имав пример, требаше да пеам не знам каде, Швајцарија, имав некој гостување. Требаше тогаш тоа време Миле Китич со Сандра Африка да дојдат. Жената на Миле Китич не го пушти него зашто требаше да дојде со Сандра Африка. Значи, Па добро, тоа е веќе друг случај. Ама е тоа е Сандра Африка. небитно, а Се без шегувам. разлика, ова го спомнав како пример Не, да, некој. управо си. Некој како пример, значи јас имам исто љубоморни колеги, колешки кои што 24/7 се на камера и на телефон, без разлика управо каде си. е на турнеја. Значи ти си имал среќа Тоа во е животот, сум имала и јас среќа што Избор, личен избор, да. Мислам, има Сепак- има принципи во животот и црвени линии, нели? Да. Ајде Мора да првиот чепнеме човек да за- види од што живее. Да чепнеме се малце за вторите шанси, тоа многу малку го фативме. Да. Од искуство со колку, например, пред бракот, сега за врските малку да фатиме, колку си давал втора шанса на партнер кој како ќе раскинете, ќе си оди реално на 35 си се оженил, мора да имаш искуство со врски. Не се сеќавам одамна било. Тоа Ротко. Во минатиот век тоа. Не знам, ја не сум ништо брат. Тоа беше во минатиот век. Сериозно не се сеќаваш дали имало или немало втори шанси? Втори шанси? Не. Јас Било се брзо, динамично. Значи ти Види, кога јас сум ќе имал- расчистиш јас со се нешто, сеќам расчистуваш. Одамна во раната младост имав една така по долготрајна врска и била континуирана, како да кажем, немало Немало прекини. Немало прекини. Имаше еден прекин и толку. Па тоа Тоа го значи, признавам, он кога да. ќе расчисти, расчистено. Еден Да, прекин прекине, и завршува прекинува и толку. приказката. тоа е. колку многу би го сакала. А и јас А да инаку- знаете колку шанси давам. Ти мача знам, ти Не. си ти простуваш. Има- Има Јас, врски, колку ќе се шанси. скараат, па пак ќе се смират, ќе се скараат. Епа, па ќе се ева, смират. Знаеш колку шанси давам, јас на секој мислам не сега ќе биде подобар. Сега ќе биде подобро. На вториот пат ќе се смени. Сега е скроз поразлично. Првата недела. Идемо Јован. Јас имам некоја, да не знам дали е тоа природата моја, секаква релација која долго трае, која ќе заврши, нема веќе назад, не гледам. Например, ја бев, еви за
Не само за релации со луѓе, него и за хоби. Сега ќе те прашам, Јас се значи бавам со со работа фотографија, веројатно исто. прекинав со фотографија и Не се враќаш на тоа. видам веќе. А Колку беше? 17 години се занимавав со тоа. Јас за врски втора шанса не давам, ама за работа имам даен отказ, па си имам вратено истата фирма. Јас се тишев со фирмата, сега ќе биде подобро. Исто, новинарство работев. Ќе биде поголема платат. Да. 15 години бев новинар, напуштив новинарство и никогаш не се вратив. И тука паметно си направил, за тоа си Никогаш. паметно. Па, Не. велат дека новинарството е одлична професија, ако знаеш кога да ја напуштиш. Па требаше, ја не Се знам работи што 10-15 Ама години, договоривме толку. со Адријана да направиме подкаст. Еви, куќа донесовме во студио. Да. Ќе ни испотепаат овде, секој ќе почне да лае. Сега му се игра. Сега му, па ти го заигра. Ти почна, ти го Има заигра. такви професии кои се интензивни. Стресни. Интензивни професии кои не може ти да ги 40 години да работиш тоа. Да, ама од друга страна Нешто па може, например, ти може да си писател 50 години. А не може да си фудбалер. Фудбалер може да бидеш 20 години, толку е. Опра Винфри се удари со години работаш у телевизија, зашто така се говориш? Елен Дедженерес има многу познати Добро, луѓе тоа се што- исклучоци кои го што потврдуваат години работеле. правилото. Не, ама за врски знам Адријана дека дава шанси, еднаш го правевме муабетот. И јас се замислив да видам ја како сум давала шанси. Еднаш имам дадено втора шанса. А иначе дај ми барем една шанса мене. Не можем, баже, не можам, те молам, имам нешто работа сега. И сакам сега од Една Бажа да шанса научам, дај. јас Зафатена сум така. Од тебе сакам јас да научам. Кога ќе расчистиш, Не треба расчистуваш да се и даде уште тирај една шанса. и А па некогаш, Да. ама како ќе знаеш дали си го направил правилниот поток или не? Нема, се знае Може би на вистина е Јас таа сум- втора шанса што ќе ја дадеш ќе Јас, биде. например, сум толерантен и трпелив, као стварно тогаш ќе биде тоа. ама кога ќе прекинам, прекинато е и нема враќање назад. Нема враќање. Знаеш, има неколку случаи кај што не ќе речам никаква втора шанса, пример те лаже, те малтретира, неверство, такви работи, втора шанса не. Ама у случаи кога има некој недоразбирање, ти викаат никогаш дека двајца луѓе може да се сретнат правите луѓе во погрешно време. И после на пример 5-6 години може да е право време за они двајца да бидат заедно, пак и тогаш да биде тоа. Ама тие се ретки случаи. И треба многу внимателно човек да види дали сака такво нешто, ти пак збориме, чекаш 5 години, не имал период, еве тие Дженифер Лопес со Бен Афлек, после 20 години се смируваат и пак се заедно. Јас, например, 20 години е многу, бре! После 20 години? После 20 години, да. па види сигурно Пак заедно. љубовта не се изгасила скроз што. Па се, може Не се изгасила, можеби не им било проблем. може би почнале бизнес некој. Кредит земале, Да го доплатат кредитот. купат куќа. Па се биде Зашто му дај втора шанса, имам уште од кредитот да доплатиме, да доисплатиме, не сме завршиле. Да, до кредитот. Кога даваш втори шанса, кредит кој ќе земеме заедно да го исплатиме кредитот, па Среќа. после ќе тира. Среќа, па такви проблеми не сум имала. Све биде. Не, има луѓе што веруваат во втори шанси, имам пријатели околу мене што си дале втора шанса. Сметам дека треба да се Излегло даде преубава втора шанса. врска Ако имало основа, ако имало нешто непредвидено да ги раздели, и нешто ситно што се скарале, така? да, може така да биде. Меѓутоа, генерално, ако нешто пукнало многу силно, тешко да се лепи. Така јас барем мислам. Баже, убаво звучи у ваква теорија, ама у Пракса пракса... малку потешко. Во пракса Но тешко. Што ти е бе љубов? Се си доаѓа со Пракса е многу искуството, тешко знам. тоа. Лесно е да се зборува за други. У Сега да пракса кажам, многу јас- луѓе лепат, прават... Затоа има една поговорка, вели, никогаш Не вели никој. не кажи никогаш. Не Јас знам она нов бунер Јас сега купај, ама на стариот не плукај. Делам памет вака, не се знае што, како ќе реагирам за себе лично во некоја ситуација. Були, Себе си само бас, дојди, те молам, ама немам готова да се заљуби од тебе. Оне веќе твое куќе после емисија. Сакав се уште само ова да прашам. Дали од дома ти дадоа подршка и ти рекоа терај со животот, прај тебе како што ти убаво, или имаш од оние конзервативни родители што беа леле срамота, никогаш не ме леле кучеле. немој. Јас имав прекрасни родители, Бог да ги прости. Не ми се мешаа во одлуките. Можда си имале своje мислење,
ама не ми го наметнува мене тоа мислење како јас да постапам. Едноставно, Ти дадоа подршка и беа позади Па бе, тебе. возрасен што веќе. години. не може на некој да му 40 и кусур години на 50 годишен човек да му каже што да прави во О, живот. како има, јас знам 50 годишни луѓе уште од дома што чекаат да им кажат. Сметаш дека твојата бивша сопруга исто помина низ таков период? Па Пошто знам дека и ден денес вие сте во оке комуникација. Она е доста смирена, вака стабилна личност и мислам дека немало проблеми. Немаше проблеми. Немало проблеми. Она се гледа својата работа, својот живот. Стабилна личност, мислам дека немало. Па и затоа Барем имало колку таков што- развод. Ако имало некој проблем би ми пријателски кажала, развод. Нема, многу е важно. Ние интензивно комунициравме брзо после тоа. Значи имавме период на комуникација и заради нели имаме заедничко дете. Тој е сега маж возрасен. И Поставив ова се прашање, дружиме и комуницираме. Затоа што има истражување кое вели дека 80% од луѓето полесно може да поминат низ вакви тешки трансформации во животот доколку имаат поддршка од блиските луѓе. Дека Нормално. тоа е клучот. И зависи во... од релацијата меѓу партнерите, меѓу луѓето, меѓу двајцата партнери. Ако се они стабилни и и зрели, зрели личности, неконфликтни, лесно се прави се. ама исто мислам некој кој ќе ме праша како се преболувани или раскинување, што многу е важна поддршката ти што ќе ја добиеш од тие што се најблиски. Ако нема силен емотивен од набој, родители, од другарки, од тие најблиските. Ја на пример, мајка ми имав ситуација која раскинав долга врска. Она толку го сакаше човекот, што не ме ни слушаше за причината која кажувам зошто таа врска се распаднала. И мислам најлошата можна причина беше причината и оно што ме прави, мајде нема врска, човек прави грешки, прости. Да. И тоа мене мислам дека повеќе ме задоболе од самото раскинување. Точно. Затоа што човекот што треба да ме најмногу поддржи у тој момент, да ми даде, да рече, не те заслужува тоа и тоа ти направил, мораш да го оставиш, истиот тој човек ми вика прости. Прости му, врати му се. Си викам, тоа повеќе ме болеше него самото раскинување. И затоа морав да прашам, заради тоа што верувам дека многу важен клуч од преболување и продолжување напред со животот е поддршка од луѓето околу тебе. Ама види, поддршка да. Меѓутоа, јас знам дека не секогаш некој знае точно како се осеќаш ти, како ти е во душата. дефинитивно така. Никој не знае како е. Не. И сум имала период на преболување, значи долг период на преболување, ме некои си 5-6 месеци, кој што не можев да си дојдам на себе, буквално, дословно ви кажувам дека не можев да си дојдам на себе, ничија поддршка не влијаеше на мене. Дури не осетив дека е веќе време да излезам од тоа црнило или како да го наречам. Не убаво расположение. Да. Не можеше никој да влијае Само на од мене. себе тоа Поддршката, помина. ајде, знаеш ке помини, знаеш ти си во право. Не ми треба мене таква поддршка да ми каже некој Време дека треба, јас. месец, два, три Да, и се точно. поминува. Поддршката да. Меѓутоа во так да знаеш дека имаш некој човек кој што стои позади тебе, дали се направил добро или лошо, така? Меѓутоа не секогаш е тоа правилно. Правилно е оно што го сеќаш внатре, Да, да си го следиш срцето. да, а поддршка секако е потребна во секоја можна смисла. За кредит! Жирант! Ти треба Значи, поддршка, ми треба Јас мислам жирант. дека луѓето треба да внимаваат малку со кого и колку влегуваат во релација. Мислиш за Па барем од пријателство или сегашна интимни врски? перспектива кога гледам, треба да се пази малку во животот. Точно. Ама мислиш за интимни се- врски да или се- пријателство, важа? За се. Па и за пријателство важи ова, а особено за интимни врски, зашто тие интимни врски се многу опасна работа. Знаеш, луѓето може да се занесат повеќе отколку што е Ама нормално. сега е некоја многу А не полошо знам ни што е време. нормално. Сега веќе не се знае што е нормално. Не се бираат партнерите како порано. Многу е некако иззетоперено, не можеш ништо. Некако Не луѓето знам гледаат како да на кажам. тие врски Многу брзо се влегува во врска. Многу брзо, многу Јас не сметам драматично, драма се прави. Ја така паѓаат имам у- почувствувано. И јас Не не се- сметам така. Дали јас Мислам дека тоа е грешка, затоа што мислам дека љубовта треба да се дојде сама по себе. порелаксирано,
А може така. дека ти си внимателна личност и одиш по полека. Може за тоа го немаш тој Мислам втечај. дека луѓето треба предпазливо да влагаат во тие емотивни врски. Види, јас мислам дека овој период, овој начин на живот, уствари, е толку многу лабилно све, што веќе нема тука врска, него сега има некој термин, како беше, комбинација. Сум го слушнала. Комбинација. Комбинација го слушам во друг контекст, како за бизнес. нешто. Не, ова ти е за врски. комбинација, не е врска, меѓутоа заедно сме, а не сме заедно. Као имаш нешто, имам комбинација. Комбинација. Сум го слушнала. Тој термин мене не ми е логичен. Или сме, или не сме. Апсолутно. Како тоа комбинација? Значи, јас имам право да бидам со друг, ти имаш право да... Ама се гледаме. Како тоа? Значи, сметам дека овој начин на живот сега, модерното време кое ни го донесе, мислам дека е многу полошо. И точно дека не се бира веќе, него комбинација. Веќе е се толку... Не се бира, затоа што веќе се тие на дофат, се е многу полесно. Порано на мажите, за да се додворуваат на девојка, требало многу труд, требало многу... Како беше? Затоа што Ми се допаѓа никоја. девојките држеле до себе, така биле воспитани. И немој да ги обвинуваш сега девојките. Не е само до девојките, не, баш. не ги обвинувам јас, и да, баш и да, ги- они држале у тоа време, не значи дека денешниве жени не држат. Ама и мажите денеска се Да, сменети. некои држат. Секако дека држат до себе. Има некои. ситуации кај што Меѓутоа, голем доаѓа- број не се ценат себе. Имам ситуација кај што налетувала на маж кај што вика ти сакаш не, а другарка ти праша. Да. Значи и мажите се веќе Да. и они го изгубија тоа е моралниот веќе- компас и глупина. да си стои до себе. Значи он не доаѓа затоа што сака да те запознае како личност, он доаѓа затоа што му треба комбинација. Тоа е Баш треба у град да те земе, забава. да видиш што се случува, ти не си искочил. Искочи, баже, искочен. Одамна. Нема и одамна се гледаш што комбинации не слушнал тоа сега. Одамна сум излезен ја од таа шема. Значи Не, за да воопшто не ми се допаѓа И тој. драго ми е што не сум во тој И филм. да До знаеш. тепај не сега. Преска на 35 на досни години се оженил, сега Мило му е ше оженен, до тепај. Кажи ми уште едно прашање, века чисто ме интересира. Дали на твојата сегашна сопруга му беше проблем тоа што ти имаше претходен брак? Па, не знам. Може би да, може би не. Сте разговарале на тоа? Она сепак, ако избрала да биде со мене. Сакав да значи, кажам, што ми го надминала тоа. веројатно. Го надминала тоа? Па не може да има, тоа не можам да го избришам со гума ја. Не. Не, Во нема смисла таа дали во момент на кавга го спомнува, дали во Па, на бес, дали го имала надминато скроз. Затоа што тоа што може го би имало нешто, меѓутоа Тоа што го ништо зборев, тоа што значајно. го зборевме, да. Ништо значајно. Затоа што Значи јас треба да бидеш психички спремен на чекорот кој што значи таа била не ми е проблем, тој има минато, неговото минато е позади него, како што кажав, Било што не било. би ми било Животот проблем, да, не би ми Животот оди понатаму. пријателка, дечкото што го запозна, разведен со дете, првата работа што и го кажал он кога се првиот разговор, прво се допишувале, па после нели са модерни времења со видео колку се слушнала. Првото ништо што ја го рекол било јас имам дете. Значи само здраве, јас имам дете. Пред да го продолжиме да знаеш дека јас имам дете и сум разен. Ако имаш ти проблем со тоа, да ни го продолжуваме Ето така, комуникацијата, имам јас таков, да. за да не си губиме време, затоа што мене тоа дете ми е свето, приоритет ми, ако ти не го прифаќаш, ти смета Немаме тоа, немаме нема потреба зашто да продолжиме продолжиме. да комуницирам. И ако она била особа, примерно, или да смета тоа што има и во рете, како што кажав, ако не се чувствуваш спремен ти да земеш фамилија, тоа е фамилија. Тоа доаѓа маж и дете заедно со него и тоа ти е новата фамилија. Ако ти не си спремен на таков зрел чекор, треба да си бидеш чиста со себе или машкото или женското и ти кажеш, слушај, ја не сум спремна. Не можам. Искрено да ти кажам. Не знам како еве, пак ќе кажам, некако работата секогаш ми била приоритет. А толку многу сум сакала да имам голема фамилија, да имам многу деца, така да Као на воопшто пола работа ќе ти биде завршена. Да, пола работа ти е завршена. Така да воопшто не би ми пречело. И на моето дете да му кажам дека еве ова ти е брат. Може би затоа што сум растена во таква заедница. Еве и Баже знае. Мислам дека и твоите деца исто се многу блиски. Они се браќа, јас им кажав Браќа. тоа полу да го заборавам. Ете така, исто бев и јас со мојот брат. Тој ми беше брат, го сакав исто како што го сакам и помалиот брат. Мене ме тоа е плашеше што како дете начекав не моите, фала му на Бога, не моите родители, ама на блиска личност родители, што викаа на ќерка, буквално се дружевме, немој да ни донесеш дома разведен со деца. Да.
Ја бев оно како леле, знаеш кој зошто вака се изразуваат луѓе, која оваа омраза према, зошто кој е тој стереотип ако ти дома донесеш разведена или разведен со деца. Точно. Од родителите го слушнав тоа на таа девојка. Тој муавет. И бев запрепастена како старите кај нас знаат да бидат толку злобни. Добро, може тој случај е таков, може не се сите такви луѓе. И за Има Машко многу. имам многу случаи Има на многу. каши мајката на другар му вика Да. не може со таа разведена да ми ја носиш Па дома. може би сакале да избегнат некакви проблеми. Мислам Какви дека тоа е проблеми? стереотип, нема Па се какви случуваат проблеми, тоа е проблеми. стереотип. Обично луѓето сакат помалку компликации и гледаат да избегнат тоа. Најверојатно за тоа кажуваат така. Ама оние ни сваќаат дека и ми разведен може истите компликации да ги Точно. донесе. Јас ако син ми, например, најде некоја разведена со 2 деца, сигурно нема да бидам одушевен, ама тоа А е негов... зошто да не бидеш одушевен? А зошто да бидам? Па ева гледаш сега Па и се тоа се стереотипа. враќаме на тоа. Не се доискажав. Меѓутоа, нема збор да кажам, ќе си оставам... Меѓутоа не би сакал. Не, сега хипотетички, ако ме праша некој, дали би сакал, зошто би сакал? Абе, Меѓутоа, ако се случи, а не е лесно. ќе се, Не е лесно. ќе се соочам. Па самите вие запрашате се. Дали би сакале вашето дете да ти донесе некој разведен Јас со кажав, немам проблем. дете или 2? Не дека е тоа лошо, Не да, ама едноставно у старт не сакаш компликација. Сето тоа е компликација на некој начин. Јас си кажав за себе, јас би ги например. прифатил тие нешта, ако веќе се случат. Значи, тоа не е ништо страшно. Меѓутоа сега ако збориме, зошто би посакувал Да, искрено син ми да кажеш. најде некоја разведена? Ако ја најде во Види ред, сега. Па кој стереотипа? Види Не сега. знам, Види, да. ова е тоа контрадикторност. не е што го зборевме контрадиктивно, тоа пред е малку. реално. Зошто ја би посакувал син ми да најде Затоа некоја што твојот разведена? син, пример, расти во такво семејство. Па, И зошто би било? Зар Не, мора не, да не, бара не пита. така? Не, па сега ти сигурно нема да му речеш оди сине барај некоја разведена, стрикно таква да Кој донесеш си дома. најде некоја. Дали е Меѓутоа- разведена, дали не е, тоа е животот ќе му го донесе. Ако му донесе, Не бујно. види сега кај мене мајка ми веќе не прибере, они со 6 деца никој да најдам. Ке рече е супер ба некој Само мажи се. Само мажи се, не е битно и 12 деца да има не, и не, да не, се- види, јас се немам шегувам. ништо против тоа. Ама Да не испадне дека јас имам не, против. не, те разбрав, Немам значи против. не, ама не ти паѓа прво на памет за Не ми паѓа на памет. Меѓутоа ако Негово право на Ако му е избор. идеалната партнерка некоја што имала претходно брак, има такви милион случаи. Верувам дека љубов победува се, ама и од себе почнувам, не дека ми смета Точно така, ако љубовта е победува разведен со дете, меѓутоа секогаш си викам не сум спремна, бидејќи не компликација, него не е ситна работа, значи не е ова само ќе раскинеме, ќе се разделиме, тука и дете ќе влезе, ќе го упознаеш тоа дете, некогаш ќе треба да го чуваш, треба да си зрел за таков чекор, треба да си спремен за таков чекор. Ја не се чувствувам во моментов спремна за таков чекор и секогаш ако има дете, јас сум во смисла не би функционирала, затоа што ја не сум во таков момент во животот да можам да бидам со човек кој има и дете. За себе лично. Не дека ми смета, меѓутоа не можам во моментов. Си Али имаш како ми идат ученци. годините, али уште неколку години, па веќе ќе нема па без деца. И ќе биде мора. Имаше еден виц. Вика, баба ми имала 8 деца, мајка ми 4, јас 2, син ми вика 1, а куќето стерилизирано. Како се намалува? Тоа е веќе друга тема, друг пат ќе ја начнеме. Да прашам од редактор бидејќи еден час преме мојот Силјура колку Цел сат? мене, да. Еве го Да. сумипал. Дали имаме прашања за оваа емисија или немаме прашања? Имаме. Немаме? Имаме. А, имаме? Да. Не. Бе, зашто ја гледам Нема тој време. екран? Гледате прашања. Ја обично седам таму и сега мене Сега сега ни ми е е обратно. чудно, ме раз- Сега да Ја видам овој екран прашањето. гледам. Дали е погрешно да фантазирам за друга личност, за дека имам секс со партнерката? Прво па машко прашање. И као из пушке. Ајде баже што мислиш? Баже. Па ја не знам како е изводливо тоа. Како може некој да фантазира за нешто Види. баш тогаш? Ја Ајде, мислам дека е погрешно, според мене. Дали е затоа погрешно? што Погрешно е да фантазира за друга личност, додека има, додека води љубов со конкретно со партнерка што му е тогаш. Тоа значи дека него возбудува Да, ето, партнерката. да. Па самата ситуација е контрадикторна.
Дали е погрешно да фантазирам за друга личност додека имам секс со партнерката? Не знам дали е погрешно, ама е глупо. Браво, Нема логика. Дајте следно прашање. Не знам дали е погрешно, Ама е глупо. Дали е погрешно што сум љубоморна кога партнерот поминува време со другарки? Погрешно е. Погрешно е мене. Јас се извинувам одма прво ќе кажам, ама најголемо црвено знаме што вика тоа како проблем кај машко негативна особина, ако он е љубоморен дека ти имаш другари. Затоа што имам другари, верувам дека машите понекогаш Другари или другарки? другари. Кај Имам женско другари, кај машко другарки. Имам другари, верувам дека машките се понекогаш поголеми другари од женското. Нема оговарање, нити мисли лошо, многу сте едноставни се договориме да излеземе. Кај мажи нема оговарање. Па не ме оговара зад грб. Јао, Ивана, кај Онда живееш? ја имам најдобри другари на цел свет. Ја имам повеќе другари Па не знаеш од што другарки. Ти не знаеш што Не знаеш што збораш. збораш. Клане си ти таму. Моите другари не се такви. И ако најдам јас партнер што ќе биде љубоморен на моите другари, тоа ќе значи дека тој партнер не може да ми биде партнер. Мој став. А не ти? Исто и јас. Во мојата работа, барем јас, имам толку многу колеги што цел живот функционираме, веќе со Баже имавме една ситуација, Баже, од што јас се поставувам со колегите како машко, Баже заборави дека јас сум женско. Иначе, стварно ме заборави, вика, како брат те гледам. Сериозно. Јас си кажувам нешто како да е машко. Да, леле вика заборави. Јас Ало, сум Баже, женско. вика, леле вика како брат те гледам. Скроз како Тоа машко е се понашам. најчистата форма на Да, другарство. имам многу другари и мислам дека нити сум љубоморна ако нормално, ако јас ги запознам тие другарки и да знам дека се другарки. Да, Се, можам да ако ги веќе има провериме. тука нешто друго, а мој инсект Моја вика нема, што вика интуиција Жика не Павлович. Инсекат. Што вика Жика Павлович. Да. Често добивам желба да го побарам бившиот што ме има изневерено. Совет. На Баже советот, како беше? Расчистуваш, завршуваш Икс. и продолжаваш. Буквално на Баже чао. советот. Тураш икс и тураш пепел Ćao. и... Чао, Толку. довиđenja. Следно прашање. Нормално ли е што мажот ми е љубоморен што одам во теретана? Бажа? Цврт спилојка. Или, пошто ти имаш многу помлада жена, дали би бил или дали си љубоморен? Па, жена ми, фала Богу, нема време да... Не оди во теретана. Каква теретана? Напред да нема време за теретана. Каква теретана? Да. Нема време за тоа. А и за претходното прашање не одговорив. Да. Извини. Тоа за другарите. Извини. Какви другари, какви бакра. Што е на вас? Другари. Па Иве, ти имаш другарки. Иве Адриана. Значи ти Адриана. имаш Друго е другарки. тоа. Адриана не ми е другарка, ми е Другарно сум колешка. јас. Колешка и пријателка. Контрадиктор. Ние сме колеги. Значи ти си Знај, љубоморен. љубоморен си. Не сум љубоморен, само сум Предпазлив. предострожен. А љубомора е друга. Значи нема да оди у Љубомора е- теретана. Значи би Прашање. бил љубоморен. Дали да оди у теретана? Нормално ли е што мажот ми е љубоморен што одам во теретана е прашање. Дали е нормално или не? Дали е нормално да е љубоморен? Да. Па зависи колку е љубоморен. Ама дали е Ако нормално е- општо да биде и малце? Ненормално љубоморен. Малце ако љубоморен не е страшно, ако ја пушта да оди. Ама на како бе да ме пушти да удам? Не. Ако не прави проблем со одењето, а да покажува мала љубомора, па и може да се прости. Мај некој оди. Но ако Оди, ама ќе дојдам ке те дзиркам. ама ако Или ќе те чекам ако ја пред малтретира теретана. па да изабрано, тоа е веќе глупо. За мене ова е страшен ред флек. Јас ќе кажам ова е страшно не значи Јас ваков забрани маж, во не. врска не. Да, исто. Не забрана глупо е тоа. Пријателките Никој ми ништо не треба да брани на некого, ако веќе некој на некого брани нешто, значи нешто има тука. нема доверба и Не довербата бива најважна. таа да. работа. Не може да се Пријателките браниме ништо. Пријателките ми зборуваат дека заслужувам подобар партнер, да почнам потрагата по нов или да не ги слушам. Ова е чисто жени не ги на слуша. жени. Да не ги слуша. Да не ги слуша. И јас Откај се знаеш сложувам они со тоа. Да, што позади заслужува? затворени врати не можеш да знаеш што се случува и нема право никој да ти кажува. Меѓутоа, види. Ниту знае пак. Од кај да знае тоа? Точно. Ако веќе, а меѓутоа има и едно друго, ако јас како трет човек, нели вие двајца, Да. карикирам сте во врска, и јас сум често со вас. Јас можам многу појасно да ги видам работите него што ги гледаш ти. Така ти си заслепена во љубов, гледаш од друг агол. Јас гледам точно
пораката која што ти ја напишал, ти викаш, ама не му е денот, затоа вака ми пиши. А точно осеќаш дека тоа не е дека не му е денот или дека нешто, него точно гледаш дека тука има веќе некој проблем што ти не го гледаш тој проблем. Ја мислам дека никогаш не сме заслепени, не го гледаме, секогаш го гледаме проблемот, Само ама го- не ќеме да признаеме. Да. И другарка или другарки ти кажат дека заслужуваш подобро, ако те почувствуваат дека ти чувствуваш тоа дека сакам заслужуваш кажам. подобро. Значи се согласуваме. А како да го дефинираме поимот врска? Врска. Врска е широк поим. А види, врска. Кои се мотивите за врската? Дали е тоа љубов, дали е забава, дали е комбинација? Не, што не, 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 спомнавте? врска е врска, комбинација е комбинација. Дали е заеднички Молим. живот? Немој, бажа, не пре уште нови работи, од Немој, доволно немој. имаме Што е? Доста ми се овие термини, не можам да ги памтам Што многу. подразбираме ние под врска да видиме, за да дискутираме за исто? Врска е врска. Значи, и кога Ексклузивно живееш само со они некој двајца исто се врска. заедно, да. Кој е мотивот за врската? Љубовта, секогаш. Љубов, добро. Значи тогаш не станува збор за комбинација. Не, врска. Не, Врска е нешто што треба. Врска е нешто што треба да продолжи да трае во како некој заеднички живот. Па добро, Така? сега не знаеме што следува, меѓутоа се почнува од врска. А нешто почнало од комбинација, ако веќе кликни тука, ако има некој жарче тнк и продолжува во врска. Да, значи се е испреплетено некако. Да. Почнува со комбинација, Идеме во може да врска, почне со па заедничко комбинација, живење. па преминува во врска и заеднички живот, брак и пензија. Да сме драги. И старачки дом. Маче, ајде. Мажот ми секогаш го става телефонот со екранот надоле и има изгасено нотификации. Кога го прашав зошто прави така, ми рече го замарале од работа, што да правам. Ова Иванче, ова е за тебе срце. Ја Па, нека чекам го- у телефони. Нека го провери ова има телефон. да го напреш телефонот. Ја чепкам у телефони, ја има да влезам у Има. телефонот. Охо, Ома да прочитам, све од да прв до врати на- последен колег. Ако треба и ја ќе го составам мејлот на колегите, ќе речам дека си да. Значи, Немојте да го замарате, маш ми. Слушни, која си ти? која си, шо си ќе Не, звонам колега? сигурно има некоја причина која што телефонот го остава Мене вака. за вакви работи човек не треба да ме слуша. Мојот совет е провери си. Да, Кој си проверува секогаш. си знае. Човек треба сепак Важи, треба ќе да речам, знаеш си со кој верува. живееш. Да, знае. Ма така Се е. гледа дека е романтичен дух и он верува у романтика, у права љубов. У тој гледаш, он не е како мене, како да кажам, песимист. Јас сум песимист. Не, јас имам, дали е добра или лоша особина, не знам, али имам особина да им верувам на луѓето во она што го зборат. И некојаш може да не зборат вистина. Па јас затоа се проверувам. Ама јас не сум го предвидел тоа, дека некој ќе ме лаже. И веруваш во тоа Меѓутоа дека сум се уверил го дека ме замараат. лажеле доста. Ама и тоа е дел од животот, да те лажат. Па песна Дино Мирлина, Да те лаже прелажу, некој. лажу ме. Значи хит толкав. Не. Човек треба да се соочи со разни Види, факти во животот. секој некој Никој не е лажал. совршен, ниту ние сме совршени, ниту околината околу нас, така човек треба да биде со отворени очи, да гледа. Јас лажам реално. само за твое добро. Иначе И на... треба човек да е подготвен на се. Ја и кога лажам, ја кажам вистината, не мораме да заокружиме, ти влеговме веќе у црвена зона со Дај еден да час. круче да направим. Значи, сакам само да кажам као крај за подкастот дека Што резимиравме? резимирав и многу ми е мило што не дојде гостин, да Ви верувам у благодарам љубов, за поканата. дека не е битно време, години, ништо, дека љубов постои. Секогаш може човек да најде љубов и човек Да, со кој ќе биде секогаш, во среќен секое време. и ти си доказ за И ги тоа и фала охрабрувам, ти за и тоа. ги охрабрувам сите луѓе кои се во некаква ситуација неповолна да веруваат во подобро утре и да веруваат во себе, да веруваат, ако сакаат и во Бога, се разбира, и да веруваат во подобри нешта. Јас секогаш верувам дека подобро иде утре. Така. Секогаш утре И мислам да дека не се подобро денес. плашат од нови предизвици во животот. Од ништо да не се плашат. Тоа што било, поминало, да не се вртиш назад. Не е така. Тоа што требало да помина, и поминало. љубов е љубов. Дали е разведена, разведена, не е битно ако се сакате, ако сте среќни, Точно ништо е. друго не треба. Нема да што да кажете. жалиш ти за нешто што поминало. Тоа Точно е така. било. Маче, Дечки, јас си го кажав моето, јас си го кажав мојот став, дека љубовта ги Добри надминува ставови, да сите ти кажам. граници, нели? Да.
Паметна сум Ама јас видов таму некој човек. Има овде не. Се ми предвидуваат бланк. нешто Да, во видов, близка на бланката иднина. пишува. Идам. Завршувајте ти јас сакам да погледаш и Има кај ми. дебела врска. Не со дебел човек, дебела е врската. Сериозно. Немој да ме плашиш, те молам, чек, имам нешто Дебела врска. нешто работа сега да Остави турнеите. Еден подкаст Не. тоа да видиме со дланки. Љубовта е љубов, сериозно. Не, Да. не сметам дека минатото не ја А од крои љубов иднината. не се бега. Така е. Минатото не ја крои иднината, минатото е минато, живееме во сегашноста, значи денес е денот кој го живееме, иднината е далеку. И подобро разведена среќна отколку несреќна со Апсолутно. некој или некого. Па порано среќен него не се. Така да, ајде, Завршивме. Завршивме. Subscribe. Subscribe. Subscribe.